Почитувани, град Скопје го тресат сериозни афери. Вчера медиумите објавија дека генералниот секретар на градот, Зоран Глигоров, десната рака на градоначалничката Арсовска, е пријавен за семено насилство врз неговата сопруга во месец ноември. Според написите на медиумите, Глигоров извршил семено насилство врз сопругата на 17 ноември оваа година. Настанот бил пријавен во полиција, а полицијата која интервенирала во случајот се соочила со крајно вознемирувачка атмосфера. Ситуацијата била уште поопасна, затоа што Глигоров, како што се наведува во известувањата, поседува и пиштол. Според информациите за кои известија медиумите, избегната е поголема трагедија поради брзата и навремена реакција на полициските службеници, кои успеале да му стават лисици. Арсовска, која се представува како голем бранител на правата на жените, се покажува дека за соработници има луѓе кои се пријавуваат за семено насилство не еднаш, туку неколку пати. Ова не е прв случај Глигоров да биде пријавуван за семено насилство. Тој уште во 2007 е регистриран во МВР за нанесување тешка телесна повреда на неговата сопруга при семено насилство, а повторно е пријавуван и во 2017 година, кога според написите на медиумите, полицијата кај него нашла огнено оружје Хеклер. Глигоров, покрај пријавите за семено насилство, беше дел и од скандал за обид за физичка пресметка со вработен во град Скопје. И во овој случај повикана беше да постапи полицијата. По сите овие афери се поставува логичното прашање: дали Даниела Арсовска го толерира својот најблизок соработник во овие активности? Дали најблискиот соработник на Даниела Арсовска е семеен насилник и дали Арсовска, знаејќи за ова, се уште го држи истиот да го раководи град Скопје? Дали вака се реализира борбата на Даниела Арсовска за учество и права на жените? Почитувани, како политичка партија бараме итно разрешување на Глигоров од позицијата секретар на градот Скопје. Во овие година и пол од мандатот на најблискиот соработник на Даниела Арсовска, во градот единствено слушаме за насилство, закани, мобинг, разместување на раководители на сектори, навреди, понижувачки однос и лоши меѓучовечки односи. Ова не смее да се толерира.